Го браните неодбранливото. Ова информација заслужуваше да носи поинаков наслов. Требаше да се вика информација не за погрешните политики, туку за колапсот на пропагираната енергетска политика, односно информација за енергетскиот криминал и енергетската мафија во редовите на ВМРО-ДПМН. И тогаш предпоставувам дека сите ќе имавте можност да се вклучите и да дебатирате, бидејќи подеднакво ја споделувате одговорноста во оваа сала, заедно со опозицијата. Зошто колапс на прокламираните енергетски политики? Колеги, еве ја портокаловата преродба. Страна 51, енергетик. Тогаш ВМРО-ДПМН, кога се обидуваше да дојде на власт, ветуваше дека Република Македонија мора да формира долгорочна ефикасна енергетска политика, затоа што токму од тоа зависи економскиот развој. Ајде сега да се соочиме по 6 години со резултатите на вашата политика. Прв проект – ТЕЦ Неготино, енергетски гигант на Балканот. Ветување од 2006. Ветување за кој напишавте краен рок за негова целосна реализација 2010. Ветивте дека од Македонија од нето увозник ќе ја претворите во нето извозник на електрична енергија. Резултат од овој прв проект – нула. ТЕЦ Неготино. За ТЕЦ Неготино ќе остане само криминална прашина, зад криминалниот обид, за криминална приватизација од Божем странски конзорциум со седиште во еден еднособен стан во Софија. Вториот ветен проект – гасификација на Република Македонија, краен рок 2010 година. Во овој момент гас има само во условно да кажам општините предводени од СДСМ. Куманово и Струмица. Резултат од ова ветување – нула. Трет проект – изградба на големи хидроцентрали по пат на концесии. Чебрен, Галиште, Бошков мост. Краен рок 2010. Резултат – нула. Единствен проект што го реализиравте е комбинираната електрана топлана Железара Скопје, каде што на висока позиција е Стојан Тодоров, бившиот генерален секретар на влада, десна рака на Груевски, татко на Никола Тодоров. Тамо каде што лежи еден од центрите на моќ на енергетската мафија. Ова се економските, енергетските проекти на ВМРО-ДПМН. Резултат по 6 години – нула. Ама, резултатот е многу покомплициран. Во овие 6 години производната цена на АДЛ зголемена за 90%. Цената за пренос на МЕПСО во овие 6 години зголемена за 262%. Цената за дистрибуција на Евана, тоа беше компанијата со која бевте, се разбира, на различни позиции, ама потоа најдовте единствено решение. Го ВМРОизиравте Евана, за да може да се откаже од тужбата тешка 900 милиони евра и му обезбедивте со новиот закон за енергетика екстра профит. Читај, 900 милиони евра Евана ќе си ги наплати со сметките на струја од граѓаните и од фирмите. Ова е енергетската политика на ВМРО-ДПМН. Ама ова веќе не е политика. Ова е класичен криминал. За овој криминал некој ќе одговара. Како понатаму оди криминалот? Преку увоз на струја. За да се има алиби за така наречен интервентен увоз на струја, во која Чинговски има ексклузивно право, се разбира, подкрепен со сите останати чинители, да интервентниот увоз за струја да го врши со непостена спогодба очи во очи. Нели, тоа е интервентна потреба, ургентна. Цената ја знае и договара само Чинговски компании. Тројца, четворица од нив. Од оваа иста говорница пред Шврговски ги доставив документите за последниот криминален увоз. Цената ќе ја платат граѓаните со најново поскапување. И затоа се чудам на вашиот однос кон потребите на граѓаните.
континуираното зголемување на цената на енергенсите и на струјата, и на парнот, и на дрвната како огревно дрво, без при тоа да се има сериозен инструмент кој ќе им понуди на граѓаните, особено на граѓаните во социјален ризик и соодветна заштита од енергетска сиромаштија, значи само едно. Цените на енергенсите во континуитет ќе предизвикуваат пат на животниот стандард заради тоа што цените на основните продукти континуирано ќе растат. Буџетот е празен. Вчера Ставревски не изненади и израдува со ново задолжување од 250 милиони евра. Па каде тоа ВМРО-ДПМН ја води Република Македонија? Па до кога врз грбот на граѓаните и фирмите ќе се кршат вашите погрешни политики, не само во енергетиката. Не постои област во која ВМРО-ДПМН не доживеа колапс на промовираните, прокламираните политики за кои навистина потроши сериозни пари буџетски за тоа и да го рекламира. Ама знаете што на граѓаните преку глава му дојде рекламирање на проекти кои не успеваат.